оваа особено важна тема, имајќи во предвид дека членството на НАТО е стратешка определба на нашата држава, која е од голема важност за нејзината безбедност, стабилност и економскиот развој. Со напорна и посветена работа, кои ја налагаат критериумите и стандардите на членството на НАТО, денес сме на прагот на остварувањето на оваа важна стратешка цел – да станеме полноправна членка на НАТО алијансата и да бидеме дел од најмоćниот воено-политички сојуз. Кога една земја се приклучува кон Северноатлантската алијанса, таа добива своји сојузници, ја осигурува и ја зајакнува својата безбедност и територијален интегритет и се отворат можности за економска соработка со сите нејзини членки. Безбедносниот чадор на НАТО за Македонија и за сите граѓани е од огромна придобивка, бидејќи стануваме атрактивна бизнис дестинација за сите странски инвеститори, кои овде со НАТО ќе имаат безбедносни граници за нивните вложувања и за нивните бизниси. Новите инвестиции значат отворање на нови работни места во нашата општина и решавање и подобрување на проблемот со невработеност. Создавањето поголеми можности за работа ќе ги мотивира, ќе ви мотивира вас младите, се повеќе да остварувате својата кариера овде и да ја реализирате овде во нашата општина. На овој начин градиме основа за просперитетна иднина и да создадеме услови за стабилен и економски развој. Исполнувањето на критериумите за членство во НАТО значи напредок и остварување на стандардите на демократијата и на владењето на правото. Што значи чекор напред во процесот на евроатлантските интеграции и далеку поголеми можности за пристап за фондовите на ЕУ и поддршка на економскиот и социјалниот развој. Општина Прилеп во изминатите неколку години имплементираше повеќе вакви проекти финансирани од Европската Унија и од Светската банка. Ставањето на располагање на поголеми ЕУ и други фондови значи можност за имплементација на повеќе проекти кои ќе придонесат во давање на подобри услуги и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на нашата општина. Иако НАТО е меѓународна безбедносна организација, таа освен извор на политичка сигурност е извор на економска и финансиска стабилност. Емпириските резултати покажуваат дека економскиот раст на земјата се забрзува за 2% поени во просек, ако се спореди периодот 5 години пред влезот во НАТО и 5 години по влезот во НАТО. На што се базираат всушност овие очекувања за економски раст? Прво, за нашите компании се отвора нов пазар со обрт или вредност од околу 5 милиарди евра во сервисни продукти како што се набавка, оперативна поддршка, транспорт, одржување, кодификација, услуги за сајбер безбедност и така натаму. Второ, политичка сигурност која ги стимулира инвестициите и странските, но и домашните, што пак влијае на зголемување на бројот на работни места, намалување на невработеноста, зголемување на обемот на трговија, што повторно резултира со економски раст и развој и подигнување на животниот стандард на сите нас во оваа земја. Што се однесува до првата точка, односно отварањето на нови пазари за нашите компании, на представниците од бизнис секторот кои сте денеска тука присутни, можам да ви порачам дека ова е голема шанса за сите македонски компании. До сега не сте можеле да учествувате на јавните набавки на НАТО, например. Сега се отвара таа можност, односно ќе може да учествувате на јавните набавки на НАТО. Јавните набавки во системот на НАТО се базирани на едноставни и смарт правила што возможуваат брз и флексибилен процес на јавна набавка преку 3 клучни начала. Тоа се транспарентност, ефикасност, можности и во превод еднаков третман за сите. Затоа би рекла дека ова е голема шанса за нашите компании, но воедно и тест за конкурентноста. А конкурентноста и конкуренцијата е здрава бидејќи сите не води напред и не предизвикува да бидеме подобри.
Секако дека ние не пристапивме во НАТО и од тоа да видиме економска полза, но видовме сите други ново пристапени членки на НАТО како извлекуваат финансиска економска полза од тоа што стануваат членки на НАТО. Значи, некои од ползите кои што ги уживаме ние во Обединетото кралство, првата од тие е што 70 години ние сме безбедни како членка на НАТО и немало конфликти во ниту една земја членка на НАТО во цел тој период. Поврзано со тоа е во тоа што заедно сме со нашите соседи, каде што разменуваме мислења и слушаме за тешките периоди низ кои што се поминувало во овие 70 години. Да резимирам, тоа е дел од таа силина и од таа стабилност да се биде член од таквиот меѓународен сојуз. И кога зборувам со бизниси по целиот свет, тоа што го кажуваат е при нивната одлука да инвестираат во некоја земја, број еден им е стабилноста. Уште една предност, како што беше спомнато, е во тоа што Сојузот дава поддршка на демократија, дава поддршка на слобода на владење на правото. Што не им дава добро само на странските инвеститори да инвестираат туку и на локалните луѓе им дава сила за да можат и да продолжат да инвестираат натре во земјата. Згора на тоа НАТО дава поддршка на партнерите во тешки ситуации, сме дали поддршка на Georgia на Грузија и Украина во тешки времиња и даваме поддршка на нашите политички партнери. И каде што имало тешкоти по светот, НАТО останале заедно и давале поддршка во Ирак, во Афганистан, во Тунис. Се чини дека е ова многу работа и дека чини многу пари, но всушност тоа што го тврдивме е дека кога работиме заедно можеме да споделиме некои трошоците и на тој начин всушност штедиме пари.